Добро вечер. Вие сте со пресинг на Алфа телевизија. Вечерва наш гостин е господин Бранко Црвенковски, председател на Социјалдемократскиот сојуз. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро недов. Да започнеме со, би рекла, силната, сериозна порака од Вашингтон, која што ја добивме денеска, од подпредседателот Бајден и од државниот секретар Хилари Клинтон. Значи, има загриженост за трендовите во владењето на правото, судството, слободата на медиумите, граѓанското општество, меѓуетничките релации, името како да падна на второ место. Што е сега известно по овие пораки, по овие средби на премиерот Груевски? Па јас ке тргнам од една моја оценка дека кога внимателно ја слушав вчерашната изјава после средбите на премиерот Груевски и денес кога ги погледнав соопштенијата од кабинетот на подпредседателот Бајден, подосна изјавата на портпаролот на Стејт департментот после средбата со државниот секретар Хилари Клинтон, мојот впечаток беше дека нашиот премиер бил на средба со некои други луѓе. У неговата изјава овие прашања кои што и во двете соопштенија, во двете изјави фигурираат, не беа ни споменати, а камоли потенцирани. Она што на прв поглед станува сосема јасно дека Соединетите американски држави од највисоко ниво, повисоко од ова е само председателот Обама, јасно и недвосмислено упатија порака дека се сериозно загрижени, како што и самите рековте, за владење на правото, за слободата на медиумите, за меѓуетничките односи, за цивилниот сектор, или во голема мера всушност тоа е сликата за демократијата во Македонија. Да се разбереме, немаше потреба тоа да ни го кажат подпредседателот Бајден и државниот секретар Хилари Клинтон. Тоа се оценки кои што и ние овдека во Македонија ги имаме во подолг временски период, не само ние како опозиција, и невладиниот сектор, голем дел од медиумите, независните интелектуалци, меѓутоа нешто што постојано се игнорираше, се подценуваше, се релативизираше од страна на актуелната власт. Ако дозволите само една мал коментар на што го рековте, не би излекол таков заклучок дека проблемот со името во однос на Република Грција и преговарачкиот процес е ставен подолу во агендата. Тој е исто така очигледно бил дебатиран овие средби, пораката е истоветна, а тоа е дека преговорите треба да се забрзаат и што е можно побрзо да се дојде до компромис како единствен начин да се деблокираат евроатлантските интеграции. Така е, функционална демократија и прашањето за името. Тоа е заклучокот практично, тоа е оно што го бара Вашингтон од Република Македонија, односно од оваа влада. И сега знам дека не е едноставно да се прогнозира, но што е она што може да се очекува како наредни потези на Груевски? Значи, денеска еве веќе нели се прават комбинаторики, ќе се решава името, нема да се решава името, ќе се оди на предвремени избори. Каде вие сега мислите дека ќе биде фокусот на оваа влада? Навистина неблагодарно се предвидуваат следните потези на Груевски и на ВМРО ДПМН. Впрочем, во изминатите 5 години се уверивме дека во слични ситуации, кога јасни пораки доаѓа и од Вашингтон и од Брисел, се влечеа некои сосема спротивни или нелогични потези, и тоа е и причината зошто веќе на Македонија не и се верува или не и се верува во доволна мера како порано дека на вистина сме искрени во определбата да станеме членка на НАТО и на Европската Унија. Соединените американски држави го кажаа своето од највисоко ниво. Брисел и Европската Унија исто така во повеќе наврати ги потенцираат токму овие прашања како најбитните или најзначајните, сликата се поправи. Дали на ист начин, како што ние разговараме и како што единствено логично изгледа, овие пораки ги прифатил, сватил, разбрал и премиерот Груевски, јас не знам. Допрва ќе видиме кои ќе бидат неговите потези. Јас она што го знам што е добро за државата. Значи, овие сугестии што ни доаѓаат од нашите стратешки пријатели, од оние кон чие друштво се стремиме, не се совети или препораки кои што треба да и нанесат некое лошо или зло на земјата. На крајот на криштата, независно судство, владење на правото, слобода на медиумите, поголема демократија, добри меѓуетнички односи е нешто што пред се ни е потребно нам, на граѓаните во оваа земја. Сите оваа ситуација, овие пораки се однесуваат практично на актуелните случувања во државата. Имавме инцидент на Кале кој што разбуди многу реакции. Вие повикавте на одговорност.
одговорност нема, односно никој не понесе. Значи, односите во коалицијата практично функционираат. Зборувам за коалицијата ВМРО, ДПМН и ДУИ. Вчера од ДУИ слушнавме дека има волја да се работи, да се решаваат прашањата во коалицијата, дека не е време за одговорност и така натаму. Сепак, дали мислите дека ова може така да помине? Сакам да подсетам дека меѓуетничките односи се клучниот столб на кој што се потпира стабилноста во Република Македонија. После искуството од 2001, после туѓите искуства од регионот во изминатите 15 години, тоа е последната сфера или последната област каде што треба некој да се игра со оган или да се однесува неодговорно. Ние сме имали инцидентни ситуации, не од овие размери и во изминатиот период, на пример, меѓуетнички, тепачки меѓу ученици, навивачки групи во некои училишта, во некои населби, на некои утакмици, во некои селски средини или градски населби, некои недоразбирања помеѓу одредена група на граѓани. Меѓутоа, што е карактеристично за она што се случува околу Калето и на Калето? Овој пат немаме инцидентна ситуација која што се создала спонтано од некого. Туку имаме ситуација која што е директно производ на власта, на незината политика, на двата коалициони партнери. Значи, беше лицемерно, да не речам и срамно, заедничкото соопштение на ВМРО, ДПМН и ДУИ, како изјавата на премиерот Груевски, каде што тие повикуваат да се стишаат страстите и предупредуваат некакви дежурни подбуснувачи надвор од владината коалиција. Да се подсетиме, одлуката да се гради црква или црква музеј на Калето е директно владина. Одлуката да се гради и ноќе после претходното објаснување или соопштување дека ќе бидат на одреден период одложени работите со повикување на работници и градежни од Битола е владина. Паско Кузман е човек на владата и еден од клучните луѓе во сите овие проекти на Никола Груевски. Конечно и градоначалникот на Чајре и министерот оние за кои што отидоа ноќта во присуство на телевизиски камери да го рушат објектот, не беа некои непознати и анонимни граѓани. Тука беше министерот за здравство, градоначалникот на Чај, заменик министерот за внатрешни работи. Сите тие заедно седат во една иста власт, во една иста влада, заеднички одлучуваат за политика, или барем така би требало да биде. На крајот на краиштата и сето она што подоцна следеше со тепачката, каде што беа вклучени голем број на пред се млади луѓе и од македонска и од албанска национална припадност, предпоставам имало и други, беше нешто што се најавуваше неколку дена претходно. Значи, недозволиво да се знае дека таква тензична ситуација ќе има и полицијата тоа благовремено да не го спречи. Ви тврдам дека не се работи за никаква непрофесионалност на полицајците. Тие си ја знаат работата. Проблемот не беше во полицијата. Проблемот беше во оние што им издава контраверзни наредби. Имавме ситуација да ги гледаме во понижувачка позиција полицајците кои не знаеа што да прават, па дури пред нивни очи оние на кои што им беа ставени лисици, потоа со политичка одлука да им бидат симнувани. Слушнавме потоа министерката Јангловска како тврди дека расчистувањето на инцидентот со рушењето на објектот не е од примарна важност и тоа нема сега да се разгледува. И сега гледайте како работите одат и во кој правец ги насочуваат. Одеднаш дека тоа ќе бидат некои групи малолетници, председателот Иванов дури ги искара родителите, зашто не водат сметка кај им се децата, се обвинуваат навивачките групи, некои невладини организации и така натаму. Ама тие ве обвинуваат и вас дека преку непромислени изјави разгорувате непотребна нетрпеливост и насилство за политички маркетинг, нашите за нервоза. изјави не се непромислени, се крајно осмислени. Имаат своја логика. Ние не повикуваме на никакви меѓуетнички тензии. Ние повикуваме тие што седат во владата и што земат плата од парите на овие граѓани да ја сносат одговорност. Не може тие кои што се задолжени по устав и по закон да го чуваат мирот, стабилноста и добрите меѓуетнички односи да бидат пироманите во една сфера која што е опасна, сериозна и каде што никој не смее да си подигрува или да ризикува. Не велам јас дека тие што седат во владата посакуваат некоја голема меѓуетничка криза. Меѓутоа, гледам и видливо е
дека посакуваат малци да си поиграат, да покажат мускули на теренот на меѓуетничките односи, надевајќи се на некаква, не знам, рейтинзи, зголемени подршки и така натаму. Многу е ризична играта што почнаа да играат. Ако ѓаволот еднаш излезе од Пандорината кутија, не може да се врати назад. За сабота преку социјалните мрежи повторно има повикувања за организирање и така натаму. Вчера видовме министерката Јанкуловска во посета на единицата за брзо распоредување, каде што дала задачи да се реагира, да се спречи тоа и така натаму. Мислите ли дека во сабота може да се случи повторно нешто? Јас сакам да искористам ова прилика и да им упатам порака на сите наши граѓани, без разлика на нивната верска или религиска припадност, а пред се на младите, да не влегуваат во сценариото кое што веќе претходно кажав кој го искреира и кој го започна. Нека ги остават Груевски, Јанкуловска и Паско Кузман лично, нека одат и нека ја градат црквата музеј и нека ги остават Бујар Османи, Бучи, не знам, градоначалникот на Чаир или не знам кој друг од министрите што од ДУИ што седат во владата, лично да ги спречуваат или да го рушат објектот. Нека не влегуваат во туѓи сценарија. Тие се избрани и тие се платени од овој народ да му обезбедат мир, а не да си играат со оган. Добро. Значи, вие побаравте предвремени избори. Го напуштивте собранието, го бойкотирате, имавте 5 услови што ги побаравте, таман помисливме дека владата почнува да исполнува некои од условите околу сметката со одмрзната сметка на еден, повторно е замрзната. Нешто се случува околу промените на министерот Маневски од Судскиот совет, избирачките листи велат дека се исчистени. Кој е оној максимум што ќе си го дозволите за да не го бойкотирате собранието, односно која е линијата што треба владата да ја постигне за вие да се вратите? Многу прашања, знам. Не, борете, значи токму содржината на ова ваше прашање говори и покажува зошто е тешко да се предвиди кои ќе бидат идните потези на власта. Да има некоја разумност и логика, може да се предвидуваат потезите. Меѓутоа, гледайте само околу замрзнувањето на сметката на еден што се случи. Во среда навечер, американскиот амбасадор во Македонија, Филип Рикер, има интервју на А1 и вели, борбата против криминалот треба да продолжи и секој што се огрешил од законот треба да одговара. Меѓутоа, не треба да се попречува функционирањето на независните медиуми. Со други зборови, дека замрзнувањето на сметката, кое што по дефиниција ќе го невозможи не само медиумот А1, туку и печатените весници да престанат или да зрачат или да излегуваат, тоа за нас, како ваш стратешки партнер, е неприфатливо. Што беше одговорот од страна власта? Следниот ден се замрзнаа сметките. Потоа, како што велите, Кричниот совет ја прифати жалбата, ги одмрзна сметките и многумина проценија дека е тоа логичен редослед на потезите од страна на Груевски, кој што ги сватил пораките од Вашингтон, од Брисел, уште повеќе бидејќи треба да оди во посета во Соединетите американски држави, и еве го првиот чекор или подадената рака работите да стивнат, кризата почне да се надминува, за да видиме дека се случи сосема спротивното. Одново замрзнување на сметката на овие медиуми. Затоа велам, е многу тешко да се предпостави какви ќе бидат следните потези. Генерално, Македонија се наоѓа во толку тешка и сериозна, сеопфатна криза, и тоа на економски, социјален, политички план, се надевам искрено дека нема да биде и на меѓуетнички план, што единствен легитимен и демократски начин да се надмине таа криза е да се отиде на избори. И тоа е причината зошто ние како опозиција излеговме со такво барање. Меѓутоа тие избори... Иако ве обвинува Груевски дека барате избори, ама молите Бога да не ги добиете. Груевски појма нема за што молиме Бога ние. Значи, ние имавме јасен став, јасна иницијатива, уште во декември, после протестниот марш, и излеговме, дадовме формална иницијатива во собранието. ВМРО ДПМН и парламентарното мнозинство можеше таа иницијатива да ја прифати, денес ке бевме на избори. Тие тогаш тоа го одбија.
И тогаш и сега, велам, изборите се излез, меѓутоа не било какви избори. Значи мора да бидат фер, демократски избори, да добиеме власт. Значи зборуваме власт. за изборниот законник, зборуваме за листите чисти. Апсолутно, зборуваме за елементарни услови за фер избори. Нешто што дури без нашите барања и без нашето излегување од собранието се подразбира. Значи, измените на изборниот закон мора да бидат донесени со консензус меѓу власта и опозиција, не со надгласување. Ама и избирачките листи треба да бидат исчистени со консензус, ама еве владата вели дека се исчистени. Владата само еден ден после лидерската средба, на која што го изложивме барањето за парламентарна комисија, која што во разумен рок ќе направи проверка на избирачкиот список. Значи, 24 часа подоцна, пазите, ни 6 месеци во изминатиот период, ни година дена, ни 5 години е оваа власт, веќе другиот ден, каква коинциденција, излегува со тоа дека избирачкиот список е чист. Во истата изјава Јанкуловска вели дека иако матичните книги народени во период од 50 до 80 треба ги провераваме до мај. Па за каков прочистен избирачки список? Прашањето ми е, владата очигледно не се обзира многу на тоа што вие барате консензус, ги завршува работите што смета дека треба да ги заврши. Каде вие ќе го барате консензусот? Како ќе се разберете со владата дека нема консензус или има консензус ако тие решат да распишат избори? Како ќе се создадат тие услови за фер избори? Тоа ми е прашање. Ајде да бидеме искрени. Нашата намера не е да се разбереме со владата и со власта. Нашата намера е на следните избори да ја поразиме власта и оваа власт да си замине. Она што ние го бараме не е нешто преку леп погаче, туку елементарен предуслов во секоја нормална парламентарна демократија. Така било и до сега. И во 2006 година, кога се одеше на парламентарни избори, тоа СДСМ беше на власт, претходно долго време се усогласуваа позициите на ВМРО, ДПМН и СДСМ, како и на ДПА и ДУИ, се со цел сите да се согласат дека постојат услови да одиме на фер избори. Бидејќи тоа е интерес на државата. Тоа е едно и пишано и непишано правило во секоја демократска земја. Ме прашувате, што ако власта продолжи да ја игнорира опозицијата, сама си го менува избор? Јас се извинувам, прекинувам, но конкретно меѓу владачките партии е договорено да отпочне првата фаза на уставните измени. Сега дали ќе има легитимитет таа фаза? Вчера гледам дека не е баш договорено, бидејќи одеднаш излезе со уште 2 иницијативи за други уставни измени околу воведувањето на Баден-Тер и така натаму. Долго време мислевме дека се е договорено околу Скопје 2014. Па видовме дека не е се договорено. Еве околу Калето видовме дека не само што не е се, дека ништо не се договориле. Значи, меѓутоа какви се односите меѓу владините коалициони партнери нека си грешаваат сами. Ние сме надвор од собранието, условите се дефинирани, разумни сме, условите кои што ги дефиниравме се навистина рационални, оправдани од било кого. Видите, ние неавме жестока осуда од било кого, ни од Брисел, ни од Вашингтон, на нашата одлука да го напуштиме собранието. Никој не оцени дека нашите барања не треба да се стават на маса. Значи, сосема свесно дефиниравме услови кои што се логични, разумни. Сакате да кажете дека добивте подршка од сите амбасадори на Европска унија и така натаму кои што беа во вашето седиште, се видоа со вас? Вие ги слушате, значи вие ги слушате нивните изјави. Тие не може да го подржат бојкотот на собранието или бојкотот на институциите. Зборуваме за условите. Меѓутоа условите се апсолутно разбирливи, па не само тоа, па ДУИ излезе со јавна изјава Али Ахмети дека условите кои што ги постави опозицијата се логични, разумни и за нив треба да се разговара. Тоа е став на коалициониот партнер во владата. Значи, ако наспроти сето тоа, Груевски реши сам по свој кеф да го менува изборниот закон, сам да ги прогласи избирачките списоци за прочистени, да одбие да разговараме исто така за рамноправен третман на сите медиуми во однос на јавните пари кои што се трошат за владини кампањи. Ја знаете праксата до сега, со тие пари да се корумпираат провладините медиуми, а да се стават во апсолутно нерамноправна положба на пазарот оние кои што се независни или критички настроени кон власта. Тогаш е сосема јасно дека Груевски не сака да имаме фер и регуларни парламентарни избори, туку дека сака да
ја фалсификува волјата на граѓаните на тие избори. Такви избори ќе мора сам да ги организира и на нив сам да учествува и сам да ја понесе целокупната одговорност за продлабочувањето на кризата во Македонија. Со нерегуларни избори нема да го решиме проблемот, туку ќе направиме многу поголем. Тоа треба биде свесен и Груевски, а и сите тие околу него кои што заедно со него учествуваат во донесувањето на одлуките. Околу донесувањето на владеачката коалиција во однос на изборите има, јас би можела да го наречам известно тактизирање. Например, Дуи излегува со тоа дека на државата не и требаат сега избори, зборувам за еден период од 2 месеца. Дека на државата не и требаат избори, треба решавање на основното прашање, прашањето на името, па потоа дека ако се постигне консензус и тие би учествувале на предвремени избори. Сега, имајќи ги предвид односите во владеачката коалиција, дали мислите дека премиерот тактизира? Па не видите, 5 години на власт ВМРО ДПМН и 5 години е Никола Груевски премиер. Она што го кажува Дуи изгледа логично. Значи, они велат вака, ние мислиме дека во наредните 2-3 месеци треба да се посветиме да го решаваме најголемиот проблем за земјата, а тоа е спорот со Грција и на тој начин да ги деблокираме евроатлантските интеграции на Македонија. Не е спорно, ако премиерот има намера да го решава тоа прашање во наредниот месец-два, и ако тоа јасно ни го соопшти и нам, и на целата македонска јавност, ние сме одговорна политичка партија, знаеме што е најбитно за земјата, во тој случај ние барањето за одржување на предвремени парламентарни избори би го пролонгирале. Меѓутоа, од друга страна, ако некој 5 години ја држи целата земја во место, без 1 милиметар да се оди напред, и при тоа во тие 5 години не приближува, туку не оддалечува и од НАТО алијансата, и од членството во Европската Унија, врз основа на што да поверуваме дека во следните 2 или 3 месеци се променила волјата, начинот на размислување, приоритетите во структурите на власта во Македонија. Дали мислите дека средбите во Вашингтон можат да придонесат сега да се забрза изнаоѓањето решение за името, бидејќи Груевски има некои аргументи во раце, да речеме пресудата од ХАК, која што очекува поднос на тужбата за привремената спогодба, или можеби ветување дека ќе бара консензус со опозицијата, или можеби референдум и така натаму и така натаму. Дали очекувате некои движење? Добре, тука? не ја знам конкретно содржината на разговорот на премиерот Груевски со подпредседателот Бајден и со државниот секретар Хилари Клинтон. Очигледно е, јасно е, и од дадените соопштенија дека на ова прашање му се дало многу висок приоритет и дека америчката позиција е да се забрза процесот на доаѓање до заеднички прифатлив компромис. Тоа стои во соопштенијата и на крајот на криштата тоа е нешто што и во претходниот период во повеќе наврати прашањето за името е едно од безбедносните прашања кога се однесува вниманието на Вашингтон на целиот регион. Клучната работа, ја кажа всушност Груевски, во смисол дека тоа било порака од Бајден и од Клинтон, а тоа е дека одговорноста овој спор да се реши е на Скопје и на Тина, на Македонија и на Грција. И не мораше да се оди до Вашингтон за да се добие една таква порака. На крајот на криштата, многу повеќе нам ни е битно да го деблокираме процесот на евроатлантско интегрирање отколку на Соединетите американски држави Вашингтон. НАТО со нас без нас е НАТО. Ние без НАТО и ЕУ перспектива не можам да препознаам која алтернатива ја имаме. Во овие 5 изминати години постојано имавме прилика да слушнеме од власта дека ние треба да ги разгледуваме алтернативите. Меѓутоа никогаш не слушнавме која е алтернативата. Ако не е нашата иднина во членството во НАТО алијансата и во Европската унија да станеме дел од европското семејство, каде е нашата иднина? На исток, Кина, Индија, Русија. Па да седнеме нека чуе овој македонски народ, нека чуе тие граѓани во оваа земја, која е иднината што ВМРО ДПМН и Никола Груевски им ја нуди. Во тој случај, ако пак ја добие поддршката, тоа е волја на народот, ние таа волја ќе ја почитуваме. И повторно за изборите, ја подготвувате СДСМ за предвремени или редовни парламентарни избори, се едно. Дали сте задоволни
Од тоа до каде е СДСМ, дали може би се наметнува некоја идеја за можни нови кадровски решенија? Дали сметате дека СДСМ е подготвена за избори? СДСМ е подготвена за избори. За релативно кусов период од неполни 2 години, мислам дека партијата, имајќи предвид на какви позиции беше, се консолидираше, кадровски се екипираше, програмата на партијата е иновирана и она што е за мене најбитно и најважно, моралот, ентузијазмот, волјата, решеноста на членството е на неспоредливо повисоко ниво од било кога до сега. Се разбира, секогаш може да работите и понатаму се подобруваат, се разбира дека во наредниот период ќе промовираме и нови лица во Социјалдемократскиот сојуз, значи кадровски апсолутно не сме арогантни или не мислиме дека тоа што вреди во општеството веќе го имаме во нашата партија. Напротив, сметаме дека огромен број на луѓе треба да бидат вклучени, кои што не се членови на партијата, дури не претендираме да станат членови на партијата, туку на една стручна, експертска основа. Кажав премалку дека кризата е толку длабока што нам ни треба да се мотивира, да се мобилизира целиот општествен интелектуален потенцијал, така да тоа е една од нашите главни определби или наш предизвик, не како СДСМ да ја освои власта и да дојде на власт, туку како СДСМ да успее да измотивира што е можно поголем број од нашите луѓе кои што знаат, умеат, можат, како стручници, како експерти. Добро, неопределените. Она што се коментари е дека рейтингот на СДСМ не е доволен за да се добијат изборите. Јас знам, вие повеќе пати сте одговарале на ова прашање дека рейтинзите се прават зависно, независно, сеедно. Сметате ли дека имате доволно сила, бидејќи барате избори, да го победите Груевски? И дека доволно луѓе се анимирани за да гласаат за вас? Значи, јас не мислам, не се надевам, јас знам дека Социјалдемократскиот сојуз веќе во овој момент го има потенцијалот да го порази Груевски и ВМРО-ДПМН на следните парламентарни избори. Не велам ја дека сите анкети кои што се појавуваат во јавноста се наместени, нарачани, платени и така натаму, иако поголемиот дел нив се такви, искрено речено, жалам за историската големина на такви дејци како Павел Шатев или Чуповски, кои што денеска мораат да бидат користени нивните имиња за имиња на некакви институти као независни кои што се доведуваат или ја доведуваат целата македонска јавност на секои 3 или 4 дена да слушаме или да се пласираат некакви, ама апсолутно измислени бројки. Значи, срамота е за имињата на тие луѓе. Вие сте убедени дека ќе ги добиете изборите. Сепак, рековте дека пред изборите, сега или после, или во кој момент ќе соопштите влада во сенка. Рековте дека вие не мора да бидете премиер, но кога ќе ја слушнеме и кога ќе соопштите владата во сенка? Значи, ќе го повторам ставот, владата во сенка ќе биде соопштена во најпогодниот момент, а кој ќе биде тој најпогоден момент, зависи во голема мера кога ќе знаеме со сигурност кога ќе бидат изборите. Пазете, ваква пропагандна машинерија, каква што во овие 5 години ВМРО-ДПМН користи, при тоа плаќајќи со народни пари, со јавни пари, за да бидат отцрнети политичките противници, не се памети. И не е можно, не постои друга таква во демократска земја. Значи, би била политичка наивност од наша страна да соопштиме влада во сенка прерано и на тој начин да им дадеме шанса преку негативна кампања да ги дискредитираат. Го имате ли прототипот на човекот кој што треба да ја предводи таа влада? Значи, ако ме прашувате за премиер. Фотороботот или прототипот или профилот, ајде да употребиме можеби поприкладен збор, профилот на идниот премиер произлегува од проблемите со кои што се соочува оваа земја во овој период и кои што идната влада ќе мора да ги решава. Да го преформулирам прашањето, кој ќе биде главното мото, главниот адут на изборите при избори редовни или вонредни на СДСМ? Главното мото или главниот слоган допрва ќе се смислува. Зборувам за суштината, за она што ќе го ветите пред граѓаните. Значи, програмата веќе е сеопфатно подготвена, се разбира
за да стане изборна програма, потребни се конкретни проекти со рокови во кои што тоа треба да се направи. За изготвувањето на програмата имаме намера да бидат вклучени што е можно поголем. Јас се надевам огромен број на наши граѓани широм Македонија во наредниот период. Меѓутоа, ако ме прашувате мене лично во овој момент со една реченица, што е тоа што треба да направиме? Значи, конечно како народ мораме да се соочиме со нашата катарза или со големиот предизвик. Дали сме за европска Македонија или сме за античка Македонија? Кога велам европска, не мислам само на Брисел, и кога велам античка, не мислам само на спомениците на плоштата. Туку ги користам двата термина како синоним за се што се подразбира во една модерна политика која што не води напред кон иднината, или од другата страна политика која што не само што не ги надминува фрустрациите историски од минатото, туку ги реактуализира и ги прави уште поголем. Значи, тоа е и тука апсолутно сакам да потенцирам дека ова не е дури ни прашање само за етничките македонци, туку за сите што живеат во оваа земја. Каде сакаме да одиме? Кога велам има економска, социјална, политичка криза, има уште една, таа е најголема криза на перспективата, на иднината. Ние не знаеме каде се движиме. Има периоди кога за народот е многу тешко. Економско, социјално, криза економска, ама луѓето знаат дека ова треба се издржи година, 2-3, бидејќи на крајот патот не води, целта е таа, знаеме што ќе постигнеме. Која е нашата иднина, која е нашата перспектива со оваа политика што се води во овие 5 години? Јас верувам дека најголем дел од граѓаните не знаат. Господине Црвенковски, јас многу ви благодарам што бевте гостин во пресинг на Алфа телевизија. Благодарам ја на вас. Почитувани гледачи, пресинг има и утре во 18:30. Останете со Алфа. Довидување.